Почитуван пратеник Диме Велковски, се извинувам. Јас ве разбирам дека треба нешто да кажете. Меѓутоа, знаете како викат, пред вистината и боговите молчат. Вие кажавте многу работи, прочитавте работи кои сметавте дека треба да ги кажете како реплика, меѓутоа тие работи јас воопшто не ги спомнав во мојот говор. Многу децидно ви кажав дека ќе зборам за две позиции, број на вработување и трошоци за плати. И бројот на вработување од 2019 расте во 2020, планират да расте и во 2021 година. Тоа е факт. Ви спомнав дека и сумата за плати во 2019 година, сега ќе ги прочитам точно, била 37 милиона 296.441 денар. Сумата на плати во 2020 година за истата позиција плати и надоместици за плати била 44 милиони 94.513 денари и повторно зголемување планирано во 2021 година 49 милиони 436.676 денари. Значи, ова е зголемување. Сега, зошто го кажав ова, а вие не сакавте да коментирате? Затоа што ова директно е поврзано со платата на раководниот тим, а особено на председателот на регулаторната комисија, господинот Бесимовски. И сега ние кога збориме за финансиски извештај, тука нормално е да се спомнат и платите. Тоа што јас сакав да го потенцирам е дека платата на Бесимовски не е заслужена. И овој извештај не треба да се прифати затоа што политичко одработување може да направи било кој од улица. Едноставно ќе му сервирате, ова треба да го сработиш и тоа е тоа. Зашто викам политичко одработување? Затоа што во 2020 година регулаторната комисија, односно председател Бесимовски, одработи целосно политички во интерес на Социјалдемократскиот сојуз и тоа директно во однос на изборите кои се одржаа на 15 јули. Ќе ви повторам, за да ја сватете поентата од мојот говор, цената на струјата требаше да се покачи на 1 јуни 2020 година. Тоа регулаторната комисија не го направи. Иако сум убеден, не можам да тврдам, сигурно знаеле дека треба цената на струјата да се покачи, според нивните пресметки. Според нашите не требало. Меѓутоа, според нивните пресметки требало. И тоа, ако сметале дека треба да го направат, требало јасно да излезат на 1 јуни согласно закон, согласно правилник и да кажат: почитувани граѓани на Република Македонија, ја покачуваме струјата за 7,4%. Нормално плюс ДДВ 18% на тоа. Што прави комисијата? Чека 12 дена и овие 12 дена не се законски покриени. Доаѓаат до соломонско решение, само инициативно си го менат правилникот и си овозможуваат пролонгирање на цената на, односно пролонгирање на зголемување на цената на струјата. Ова се факти. Завршија изборите на 31 јули, за тие 10-30 дена, како сакате да ги крстеме, што се смени во државата? Условно, физички ништо, во однос на епидемијата ништо, во однос на состојбата во државата ништо, меѓутоа имавме избори. Тоа е директно одработување на независна регулаторна комисија за политички цели. И тоа не може да се премолчи.
Тоа е лошото. Тоа е битното. Затоа ви кажав дека не е прифатлив извештајот, односно планот за плати не е реален. Некој зима огромна плата за да биде независен, да не биде под влијание на политиката и да донесува добри, лоши одлуки за државата. За висината на цената на струјата не сакам да зборувам. Ке зборуваме на надзорната расправа и таму имаме многу аргументи, многу факти. Ви благодарам. Благодарам, почитуван Тројанов. Дали некој друг бара збор? Никој не бара збор.